Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на АЛСА-ТМ телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва: што прават потписниците на рамковниот договор 2001 година и дали денес, 14 години подоцна, може Македонија во својата политичка криза да влезе во процес на репринтирање на нов рамковен договор. Ако правиме одредени политички реминисценции на рамковниот договор 2001 година и ако тоа го интерполираме на денешната актуелна политичка ситуација, денес има на масата две можни политички разврски. Тоа што го бара СДСМ, одредена преодна влада, избори, а подосна и судска разврска, и тоа што го нуди ВМРО-ДПМН или Никола Груевски, кој вели да можна е преодна влада, меѓутоа без ВМРО-ДПМН, односно судска постапка, подосна можна преодна влада и разни одредени други политички разврски во рамки на Република Македонија. Господин Андов, сите овие потписници на рамковниот договор, иако некои од нив се уште во најубавите политички години, денес се надвор од високата политика, од разни причини. Некои веќе се покојни, не знам, Борис Трајковски, меѓутоа дел од нив, иако се во најдобри политички години, се надвор од високата политика. Дали ја плаќаат цената на потпишување на тој рамковен договор? Па сега тројца веќе не се живи. Трајковски и Мери Џафери. Живи се Љупчо и Бранко од потписници. И Али Ахмети постарно, или како најголем победник? Не потписник на рамковиот договор, збореше. Да, мислам, Али Ахмети не како потписник, туку како човек не личи дух се гледаше во сушност во рамковниот договор. Така да каде се сега? 10 години мина, 14 сушност мина. Некои времето му помина на некои изгубија доверба во своите средини и така. Не гледам некоја таква поврзаност и ако се сега па да биде кризата подлабока или па полесно да се реши. Нема тоа некоја значење каде се луѓето. Има некои тези во врска со тој рамковен договор кои остана да лебдат. Например, едната од тезите е дека сушно спонзор на рамковниот договор е Грција, бидејќи оно нон-пейпер на Срđan Керим, кој тогаш беше министер за надворешни работи, кој владата го негираше, на подоцна се потврди дека постои, подоцна беше преточен всушност во рамковниот договор. Дали на тоа може да се извлече одреден заклучок дека грците може би биле спонзори, условно речено, на рамковниот договор? Сега има многу приказки. Нон-пейперот на Срđan Керим и Маљас, мислам беше од Грција тука, Александар Маљас. Формално е меѓу нив, меѓутоа колку ја што знам, негов творец беше Фровик, представникот на ОПСЕ овде, кој уште не беше, дојде, извиди нешто, па се врати, па дојде со таа идеја, па после. Така да не треба да се поврзуваат работите, ако очистиме и сосема, ако се знае дека било тогаш грчко покровителство на целата криза, рамковниот договор од таму да мине, да потекнува и сега да не има нешто такво. Не гледам Грција сега да е, ни тога не беше некој активно мешано, освен како соседна земја, која чувствува и ризици од тоа што се случува на север од неа. Така да не гледам дека ние треба сега да спекулираме како Грција има некои посебни интереси во ова. Има еден соседски интерес да нема нереди, да нема нестабилности кои може да се прелијат во регионот и на други места. Тројца од тие стари потписници на рамковниот договор 2001 година не се веќе помеѓу живите и Мери. Прво ја напушти лидерската позиција во рамки на ПДП, подоцна и почина. Денес е ПДП маргинална политичка партија на македонската политичка сцена. Арбен Џафери прво се пензионираше, подоцна исто така почина. ДП денес е одредена политичка групација и сила која е некаде на пола пат помеѓу опозиција и власта. Ќе видиме што ќе се случи во наредниот период. И Борис Трајковски кој загина во одредени неразјаснети
сообраќајни и политички околности. Од него не една година пред неговата смрт се дистанцираше на јавна сцена и се извини на македонската јавност Лјупчо Ѓорѓевски, а подоцна Никола Груевски не сакаше да го предложи Борис Рајковски да биде кандидат на ВМРО за втор председателски мандат. Најголем дел од овие потписници на рамковниот договор, некои веќе не се меѓу живите, меѓутоа тие што се меѓу живите, иако се најдобри политички години, ја заврше својата политичка кариера. Толку се големи фрустрациите од тој рамковен договор, се уште смета дека тие може да влијат на политичките процеси, бидејќи единствен кој да речеме набранот на рамковниот договор и сега ради политичка кариера Али Ахмети. Добро, но Али Ахмети не беше директно учесник во целиот тој процес. Контактите нели постоја малце во подоснежната фаза на тие преговори. Но секако беше и политички удар, и ментален, и да не го изумиме и менталитетот кој е кај нас. Сепак беше тоа нешто што беше тешко сварливо за нашите граѓани. Како иде времето, тоа станува дел од логиката, од психологија. Независно ако ние мислиме дека некој работи не се смените се тие, но во тоа време тоа беше сигурно травма. Гледате, во албанскиот дел една партија исчезна, да, што беше, ајде да речеме, преговарач или дел од потписниците, тие што работеа на рамковниот договор, тоа е партијата ПДП, на нејзино место се појавува Дуј и Али Ахмети. Вие бевте во Охрид, бевте вклучени преку, ајде да речеме, лидерот на тогашната ПДП Имери Мери, кој почина исто неколку години, бевте вклучен во договарањето околу тој рамковен договор. Според мене тоа е сенс за демократичност и знаење на казнување или наградување во политичката сцена. Може би тоа оди споро, но секако во однос на другиот блок оди побрзо. Да не забораваме, од 1991 година ПДП беше најголемата албанска партија, дули и другата, Народната демократска партија, беше релативно сателитска партија на ПДП и таа најголема партија сега веќе не постои. Значи граѓаните, албанците знаеа како да го наградат или да го казнат и секако се направија некои политички грешки кои резултираа со оваа судбина на ПДП. Голем број од активистите, членовите на ПДП се распоредија. Верувам дека поголемиот број се распореди во ДУИ, дел во ДПА, имаше и такви случаи. Но тоа е судбината која резултираше со односи на партнерите на ПДП во раните 90-ти години. Така да ПДП отиде малце и како жртва на коалицијскиот партнер. Добро, како преговарат странците? Вие бевте во Охрид 2001 година. Како преговарат? Ние стално велиме, не знам, доаѓаат, па притискаат, па удират на маса, па постават марање. Како всушност преговарат странците, технологијата нивна? Значи, ја бев до дента кога отидов во Охрид и релативно целиот концепт беше осмислен до Охрид. Во Охрид некои детали се така надградува, дефинира, но концептот беше прилично време пред Охрид веќе дефиниран и да, знаат да лупнат, знаат да бидат и фини, но во секој случај, според искуството, тогаш верувам дека намерите им беа добри. Независно колку нашите политичари тоа го употребува, го злоупотребува, го присвојува, мислам дека во нашиот случај действува превентивно во однос на Босна или Косово или Хрватска, делува превентивно. Да не заборавим некои меѓународни процеси тогаш беа многу поактивни, Хаг беше поактивен, така да сите тие влијаја да целиот процес во однос на другите кризни жаришта во бивша Југославија биде многу помал обем и интензитет и да нашите политичари покажат спремност да се надминат и себе си. Но имало моменти кога и лупале на астал. Која е вистината за нон-пейперот на Срđan Керим таа 2001 година? Дали зад нон-пейперот всушност стои грчката дипломатија представена преку амбасадорот Александар Малјас, подоцна еден од главните грчки преговарачи во спорот со името, и дали всушност Грција се јава како политички спонзор на тој рамковен договор кој 2001 година беше потпишан во Република Македонија? Кој е Фровик? Бидејќи Фровик е клучна фигура, велите дека и то нон-пейпер кој Малјас, грчкиот представник, и Керим го имат направено, сепак духот на Фровик стои зад тоа. Фровик беше во Македонија како представник на ОПСЕ, да се знае неговото минато, дека бил дел од структурите на ЦИА, а подоцна е прогласен како персона нон грата и протеран од
Република Македонија, кога Илинка Митрева станала министер за надворешни работи во време на кризата. Кој е всушност Фровик? Фровик не работеше сам, тој во опсе беше и работеше со оние луѓе што сакаа што поскоро кризата да запре. Фактички, ако добро се сеќаваме, што туку почнаа воените судири, вооружените конфликти, овде тогаш Фровик настапи со таа идеја, а потоа беше меѓу Керим и Маљас. Идејата на Фровик беше што поскоро да престане оружениот конфликт, оружената форма на конфронтација овде и да се почнат политички преговори. Според тоа, ако Фровик најдеше плодно тло овде, него протеравме, веројатно 1 месец порано ќе беше заклучен и рамковниот договор и со помалку убиени ќе беше целата работа ќе се заврши. Фровик важеше за многу близок пријател, стар пријател на Борис Трајковски и се смета дека таа врска помеѓу Фровик и Борис Трајковски е една од клучните во таа војна 2001 година. Фровик, јас го сретнав. Тој доаѓаше 92 година, прв пат 1992 година и немаше никаков легитимитет. А во име на ОПСЕ, ние не бевме членови на ОПСЕ. ОПСЕ не сакаше стална наблюдувачка мисија да има овде и одел сегде низ институциите да му дадат некој документ каков да е, дека он легално е тука. Па дојде, не добил нигде, дојде кај мене. И јас му реков, му напишав ти мои гости, не го повикав и би го повикал зашто да не. Фровик тој е херој од старите војни на Америка, авијатичар е веќе во Втората светска војна како млад сосема учествува, полковник е инаку. Тоа што бил и во ЦИЕ и излегол од ЦИЕ, тоа е друга работа и нема значење на политиките што спроведува. Американците каде биле, каде не биле, кога ќе додат на некоја функција, работат во согласност на државните наредби што се однесуваат на таа функција. Заборават што биле пред тоа, нема. Таму има дисциплина и се знае што е државна политика и затоа е она константна и према нас. Освен министерот за одбрана Зоран Јолевски и советникот на Борис Трајковски, кој сега е советник во владата на Никола Груевски и господинот Лепавцев, сите останати луѓе на Борис Трајковски денес се многу блиски или се главни советници на Зоран Заев и веројатно сака да направат репринт на одредена ситуација денес Зоран Заев да биде тоа што беше Борис Трајковски 2001 година. Предпоставувате тука во пакетот би влегло име и се што треба. Ниту еден, ајде да речеме од овие што се домашниве, освен Али Ахметиеве, не направи после тоа некоја голема политичка кариера, меѓутоа никој од саранците не направи голема политичка кариера. Солана се пензионира, Робертсон како шеф на НАТО исто се пензионира. Дел од овие играчи, не знам, Марк Лейти не се спомнал, Питер Фейт не се спомнал, почина Фровик и така натаму. Пердју беше амбасадор во Бугарија, сега и тој мислам дека во некоја политичка пензија. Лероа сега води некој сектор тамо во Франција, одредена организација и така натаму. Никој не направи политичка кариера. Види се, во однос на нивните системи, ова сепак не е проблем од голем обем. И да не заборавиме од тогаш, од 2001 имало поинтересни, да не кажеме, или жестоки кризни жаришта на кои биле оние концентрирани. Се не заборавиме, од 2001 па наваму се случи Блиски Исток, се случи Арапска пролет. И во сите тие системи не верувам дека овие можеле да излагаат во нивните дипломатски кулари да покажуваат некои резултати и второ не забораваме дека баш тоа одвлекување на вниманието дозволи кај нас да почнат нашите политички елити со импровизациите и дневно-политичкото користење на Охридскиот рамковен договор. Еве што на 24 февруари ова година пишува Плюс Инфо дека познатиот
посредник во 2001 година, кој е човекот кој е вклучен во таа комуникација помеѓу македонските власти и тогашните структури на УЧК, а подоцна е главниот играч кој всушност го спроведува целиот тој процес околу разоружувањето или прекинувањето на војните дејства од делот на Рачино, Питер Фејт се понудил на македонската влада и како што пишува Плюс Инфо бил грубо одбиен да биде и денес посредник помеѓу власт и опозиција за разрешување на сегашната или актуелната политичка криза. Пред 2 недели прочитавме, мислам дека и Плюс Инфо ја објави таа информација, дека еден од тие преговарачи, посебно во тој процес околу Рачино, Питер Фејт, дошол во Скопје, имал средби и разговор со министерот за надворешни работи, господинот Поповски, никој не ја демантираше нели таа средба и дека ги понудил своите услуги сега во оваа политичка криза да биде посредник, но ова влада не ги прифати неговите услуги, односно како што пишуваше у Плюс Инфо, бил набаркан без малку од кабинетот на министерот за надворешни работи. Па видите, тоа мислам оти Питер Фејт не е многу погодна личност. Он имаше негде и на Косово неприлики, да не беше и у Босна, не знам. Он мислам дека беше на Косово и дека беше дел на она канцеларија на Европската комисија на Косово. Така да не се покажа. Мислам оти за такви посредувања не може сам да се нуди човек. Господа чува, тоа незамисливо е. Затоа мора да има он мандат од некого. Треба согласност на некого да има, да речеме Европската унија, комисијата или парламентот и така натаму, се договорили да му понудат таква и таква помош, посредништво и така натаму на, да речеме, на председателот на владата, на председателот на републиката. Сам што оди, он фактички се нуди, не е вообичаено тоа и грешка е. И кој да е че го одбие. Така, ако дојде без авторизација нечија. Некои тие, ајде да речеме преговарачи или олеснувачи во тој процес на рамковниот договор и сега се нудеа да бидат преговарачи во оваа политичка, ајде да речеме ситуација или криза во рамки на Република Македонија, владата не го прифати тоа, едниот од нив е Питер Фејт. Колку што имаме нели информација, објавени беа во делот опозицијските портали, брутално било кажано дека владата не е заинтересирана за тоа. Наликува ли нешто сега ситуацијата на 2001 година? Значи Питер Фејт беше линкот, нели, помеѓу политичкиот така естаблишмент со нели сегашните водачи на ДУИ, повеќе Фровик и политички. Да, таква беше ситуацијата, значи ние не можеме се правиме наивни, сега немало таму тогаш имаше и операции, имаше конфликт. Колку год да беше мал обемот или голем, имаше конфликт. Повеќе беше Фровик и мислам дека голем дел од заслугите за одблокирање на процесот ги има Фровик, кој за жал го прогласија персона нон грата за нешто што според мене претходно веќе беше договорено, но и на нашите политичари им требаше некоја така жртва за да се малце нивното его да го зголемат пред нивните бирачи. Пердју секако беше прилично активен. Требаше малце булдожер да биде, бидејќи тогаш беше Мајк Ајник, амбасадор на Соединетите американски држави, кој беше повеќе бизнисмен, тој беше некој службеник во Романија, и познат беше новиот. Ја мислам дека он после мандатот тука и нели излезе од се замина, пак се врати во бизнисот, беше во бизнисот со нафта, ако не се лажам, со синот на Мика Шпилјак, еден од комунистичките лидери на поранешна СФР Југославија, со Давор Штер, еден од директорите на ИНА, и со Горан Штрок. Тоа беше група, беше и искуството кое го имаше, он беше политички булдожер, и второ, он имаше прилично висок ранг во нивниот дипломатски начин на однесување. Он беше пратеник на председателот. На Соединетите американски држави. Да, значи на председателот, што е прилично висока функција, не е тоа. Јас кога се подготвував за оваа емисија и ги погледнав сите снимки да речеме и гледам една снимка кај што доаѓа Холбрук во вилата горе на Водно, кај што преговара со Киро Глигоров со времената спогодба и гледам позната фаца. Тамо трети или четврти влага после Холбрук, тоа е Пердју. Значи тоа е веќе, значи си има континуитет. Види, има една убава, например, интересен факт дека сите поранешни амбасадори, осим Ајник, во Македонија, прилично добро котирале и котираат во Стейт Департментот, што за нас е предност. Знаете, во тој голем систем,
кој за нас е малце тешко и да се разбере колку е голем, значи зборуваме за држава која е присутна, има интерес во сите држави во светот. Вие да имате некој кој ви ги скратува процедурите, во целиот тој систем е предност. Ја мислам дека они тоа само походници да ви однесат да е доволно, да залутате. И мислам дека тоа ни било као бенефит, колку год ми е тука во дневна политика или нашите политичари по потреба ја караат или ја фалат. Факт е дека они ни биле као држава стратешки партнер и ви велам самиот факт дека Пердју беше пратеник представник на председателот на Соединетите американски држави беше добар факт. Прво му даваше нему можност да биде попродуктивен и второ да тоа што го вели и другите беа сигурни дека тоа може да го реализира. Тоа се претежно овие цијаши. Една цијашка структура, сега да збориме Фровик и така натаму, значи луѓе кои поминале сито и решетони животот во разни војни. Ја мислам дека Пердју па го негираше и сега вие да се ставите од перспектива на американец, не е тоа нешто лошо, кога да некој разузнавач тука или шеф дел од разузнавачка служба у Македонија, па го кажа. Значи, Господин Муслијов го таму ги илустрира овие што се преговарачи, ниеден нема да ни остани од тие што се изминатите 25 години од американците дојдени овде. Добро, не верувам дека толкава операција они тука, можеби во вториот дел на 90-тите години поради регионалната битност на Македонија во однос на нашиот северен сосед, тоа што се случуваше, можда нивното присуство беше поголемо. Не верувам сега дека они би трошеле многу ресурси или би се концентрирале на Македонија, затоа што просто немаме што да понудиме ние за да бидеме толку ризични, па они да не го обрнат внимание. Како они функционираат? Значи, они остават неколку месеци сами да ја решиме ситуацијата, кризата, тоа е 93-та беше и 95-та, посебно 2001 година, значи остават неколку месеци сами да можеме да решиме кризата. Кога гледа дека не решаме или намерно не блокира да не решаме кризата, тогаш доаѓаат и грешат. Сегашнава ситуација Васко, јас сум сигурен... Исто ни остава да сами ја решиме кризата. Они никош не се залетуваат дека доволно не се умориме. Ставете се, они се прилично прагматични. Ја мислам дека американската дипломатија у светот е позната и некогаш и пожелна поради прагматичноста. Зашто бие ви трошеле ресурси? Зашто и праќање луѓе значи трошење ресурси, ако нешто некој може да го направи сам. Ние од таа геополитичка точка на гледање не сме толку ризични, па да они немаат избор. Според мене ова сепак е добра волја и одраз на пријателство. И нивно добро познавање на начинот на кој европската дипломатија функционира. Така да они не им дават време само на нашите политички елити. Дури и на европската дипломатија неретко им даваат предност, но сепак кога треба нешто да се пресече и нивните европски партнери ги викаат нив, баш поради таа нивната прагматичност. Од сите тие големи играчи кои беа вклучени во правењето на рамковниот договор 2001 година, единствено надвор од политика сега е тогашниот американски амбасадор во Република Македонија, господинот Мајкл Ајник. Тој се врати во бизнисот, бидејќи од бизнисот се имаше дојдено во делот на американската дипломатија или американската политика. Познато е нека во текот на 90-тите години, заедно со синот на поранешниот југословенски комунистички лидер Миша Брос, заедно со синот исто така на комунистичкиот лидер и поранешниот југословенски премиер Мика Шпилјак и заедно со Горан Штрок, кој беше син на еден од шефовите на југословенското воено разузнавање, Горан Штрок. Тоа е таа четворка која во текот на 90-тите години беа главни во таа трговија со нафта од Русија во делот на Југоисточна Европа. Господин Ендов, вие сте човек кој е долго во политиката. Ја имам една работа која ми била нејасна секогаш кога бил тој рамковен договор во прашање, тоа е зошто Франција, например, и Соединетите американски држави, кои има своји амбасадори во рамки на Република Македонија, делегира специјални преговарачи во тој процес околу рамковниот договор. Лероа и Пердју. Пердју, например, ние прв пат го гледаме на оние снимки кога доаѓа Ричард Холбрук. Тој е 4-ти или 5-ти член на делегацијата со времената спогодба. Се гледаат на оние снимки во вилата Водно кога доаѓа делегацијата и која договара времената спогодба. Зашто американците и французите делегира специјални представници? Тоа се две причини. Прва причина, ако ги воведат
во тие сложени и тешки преговори какви што беа амбасадорите. После тие амбасадори тешко може да се ја вршат функцијата овде, а вака атмосферата може да биде против нив, па било каде да се јават, да имат неприлики и така натаму, како што беше атмосферата со години така. Тоа е едната причина. А вака овие што дошле па си отишле Левотар и Пердју, никому ништо, не се тука, си отишле. А инаку погледната причина требаше да се демонстрира загриженоста на Америка и на Франција и нивниот европскиот договор со Америка дека Франција е во јужниот Балкан за политичките прилики и состојби, а Германија е за економските прилики и состојби. Сега се променети состојбите за тоа што сега Германија и Франција заедно работат и во политичките состојби, а економски состојби Франција има своји проблеми, па не може, па Германија е активна и надлежна тука работа. Така да тие се две причини зошто се означи, значи посебната заинтересираност на САД со представник нивни и на Европа преку Франција, која Франција во овој дел најзаинтересирана. Нејзиниот политички интерес беше приоритетен тогаш. Прва пауза за реклами, по рекламите се враќаме со втори дел на нашата вечерашна емисија. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва: што прават потписниците на рамковниот договор 2001 година и дали денес, 14 години подоцна, може Македонија во својата политичка криза да влезе во процес на репринтирање на нов рамковен договор. Ако правиме одредени политички реминисценции на рамковниот договор 2001 година и ако тоа го интерполираме на денешната актуелна политичка ситуација, денес има на масата две можни политички разврски. Тоа што го бара СДСМ, одредена преодна влада, избори, а подосна и судска разврска, и тоа што го нуди ВМ.
Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва: што прават подписниците на рамковниот договор 2001 година и дали денес, 14 години подоцна, може Македонија во својата политичка криза да... Нема тоа смисла да се мисли така. Американците ги натера нив. Како ги натерувате? Тоа се обидам да ме прашам, бидејќи ние знаеме таа техника и сила на американците, меѓутоа публиката ние не ја знае. Како всушност американците делуваат кога сака да ве натерат на нешто? Ако сте политичар и мислите добро на својата земја, треба да внимавате кој ти иде и како тој ти привоѓа и така натаму, и да си ги изброи своите аргументи, како ги правдаш ти па своите постапки. Грција што може да каже да се спротивстави на Америка тој? Америка дојде да среде Босна тука. Хрватска ја среди со крајните две и така натаму. Дојде ово прашање само. Че останеше само ова прашање отворено на Балканот тогаш. Косово го одложија, нормално. И рано беше за Косово. Затоа што Милошевиќ им требаше ним да ги средат заедно со него да го употребат, да го искористат за во Босна да се средат приликите. И во такви услови, со кои аргументи грците ќе можеа да се спротивстават на американците? Добро, брутални ли се? Треснуат ли на маса? Јас што сум имал контакти, тие само ти кажуваат како стоат работите и ако имаш аргументи, добро, ако немаш аргументи, едноставно треба тие работи да ги спроведиш. Ако немаш аргументи. Кај мене дојде Пердју, например, да, некоја работа таму, ми кажуваше како ми е деловникот. Мене на собранието и некои такви работи. И рекол, слушайте, вие ако сте за тоа дојдени, јас имам тука работни тела кои таа работа ја студират и ја гледат. И собранието е автономно во тоа како го применуваат деловникот. Јас сум должен да го применам деловникот, а одговарам пред собранието и немојте, викам, да ме учите мене. Ама, вика, ние не сме дали согласност за такво толкување, па не сум ни барал, викам, јас согласност за тоа работа. Замислите, викам, сега на Конгресот да му ви соопштите оти, јас не сум барал согласност како ќе го применувам деловникот, а ви за тоа се љутите. Па тоа, викам, ќе ви се смеат и Америка. И он се наљути и си отиде тој од кај мене. После станавме и пријатели, се сречаваме, ама што е така со него. Меѓутоа, Ајник кога дојде, пред тоа, амбасадорот овде што беше, он ме запозна дека наскоро ќе се преселе преговорите од јуни, од Охрид ќе се преселат во собранието, ве молам, подготвите се вие како тело, да ефикасно се работи. Сосема во ред му реков, зашто да не, тоа ми и обврска. Така, тоа се различни, кој ти иде и со кој вака. Изгледа Пердју така се навигнал во Охрид со и што преговарал и кај мене така дојде, ама така се излезе поеднакво. ...14 години после војната 2001 година, дојде времето или дојде моментот конечно да дознаеме кој беше автор на таа стратегија за размена на територии помеѓу Македонија и Албанија. Кој е автор на оној проект или она стратегија или оној концепт за размена на територии? Денес веќе се насетува, нели тој беше оној текст објавен во Скопски вечер, подписник е сегашниот новинар на Фокус Зоран Димитровски Жоро, нели многу популарен околу ова ослободување на Томче Кежаровски од затвор, колегата новинар, и нели околу ова афера со Никола Младенов што ја подгрева преку весници дека што бил главен уредник или дел од уредништвото на тие весници. Меѓутоа тој кој беше во Скопски вечер беше автор на тој текст за размена на територии или поделба на територии помеѓу Македонија и Албанија, но остана да лебди дека и структури на МАНО и на државниот врв тогашен биле дел од, ајде да речеме, концепирањето на таа стратегија за размена на територии. Видите, проблемот за размена на територии прво се појави како проблем на барање на територии од Македонија. Оние првите 5 соопштенија на ОНА, кои ги кажува и границите до каде е албанско во Македонија, ако се сеќавате. Там беше, мислам, и Свети Николе, или Свети Николе минеше границата,
или па Свети Николе веќе беше внатре, па меѓу Штипи и Свети Николе. Велес беше таму и така. Па до Чамерија доле. Молам? Па до Чамерија доле. До Грција. Не, долу тоа многу не интересираше нас. Тоа Епир, Јужен и така натаму. Ние тоа не го гледаме овде колку беше. И неколку пати кај Трајковски се разговараше за таа работа, види кои се они решенија ги предвидуваат. И тука стана збор, и Трајковски збореше, и Лјупчо збореше, и јас, ние мислевме дека мора да излеземе со некој контрапредлог, ако дојде до таму работата. Ако не најдеме ние решение да се зачуваме териториите вакви какви што се. Не знаеме како ќе се одвива војнот на воен план, како ќе одат работи и кој за кого ќе биде. И тогаш стана збор за тоа. Трајковски кажуваше на картата, не станавме јас и Лјупчо, кажуваше на картата што ние не му советувал некој, не знам кој, што можеме да побараме од Албанија, да вовлечеме Албанија, а не она и Косово, да се позариме со нив. Тоа беше тој разговор, ама не да ние го направиме тоа политика. Туку ако во еден момент биде принудена Македонија само да отстапува територија, да не заврши на отстапување на територија само, туку да утврди некои реални линии и нешто да добие компензација на друго. Такви беа времињата тоа, што општенијата едно по друго се редеа. Значи, иницијативата за тоа беше од там. После, кога дојде веќе да се водат преговори во Охрид и кога се знаеше оти границите на Македонија се неповредиви и оти ќе останат и Македонија останува унитарна држава, тоа веќе не се разговараше во раководството. Никој не разговараше. Тоа новинарот знае кој му го дал. И од каде го добил и зошто тогаш го објави. Тогаш немаше веќе ништо, барем мене никој веќе тогаш не ми спомна нешто тако. Значи тоа е разговарано 1 или 2 месеци претходно. Да, тоа е во времето кога иде овие соопштенија. Првите 5 комуникеа. Првите 5 комуникеа. Мора нешто негде кај четвртото, мислам. Имаше нели таму формулации славо македонците да ги стераме од нашите од нашите албански простори и така натаму. И кажуваа кои места ќе бидат таму. Значи разговарано е на, ајде да речеме, неформални средби на државниот врв. Неформално така разговараме кај Трајковски, да. А вие не знаете кој на Трајковски тоа му го има сугерирано? Не, да, он ја кажуваше границите. Значи Борис Трајковски? Да. Тоа Лјупчо Георгиевски исто го има кажано во некој интервјуа. Ова вие само го потврдувате дека Борис Трајковски всушност има прв отворен. Мене ме интересираше зошто и кој тоа го извади после кога веќе таков проблем на границите не постоеше. И немаше никакви реални опасности за губење на територија од Македонија. Значи извадено е во момент После е извадено тоа, во невреме е извадено да направи збрка околу рамковниот договор. И тоа, јас сакав да знам кој е тоа, сега што го предлага, да видиме кој му го дал. И кој е? Молам? И кој е? Кој беше? Не разбрав до сега. Не разбрав. Ама мислам тоа беше вака еден вид да создаде нови теми. Нова тема да создаде. Може би беше притисок врз Лјупчо како подписник, па да мора предлагал он, поделба на Македонија, па мора да го подпише ова кој е без поделба и така. Не знам што беше, едноставно тоа излезе во невреме. Кога не му беше време, немаше место, нити имаше потреба за такво нешто. Дали ова што денес се случува или денешната политичка ситуација помалку наликува на тоа што се случуваше 2001 година? Апсолутно не, според мене, почитувани гледачи, бидејќи овој СДСМ воопшто не наликува на оној СДСМ од 2001 година, кој тогаш 6 месеци пред кризата 2001 година убедливо ги доби локалните избори во рамки на Република Македонија. Ниту ова денешно ВМРО не наликува на ВМРО на Лјупчо Георгиевски. Денес Никола Груевски всушност ни по секоја цена не сака да ја репринтира ситуацијата од 2001 година и не сака својата политичка кариера да ја заврши ко Лјупчо Георгиевски со формирање на намешана или преодна влада заедно со СДСМ. Ова наликува, но и не наликува на 2001 година. Ова СДСМ не е она СДСМ кој беше 2001, бидејќи тоа СДСМ победи на локалните избори 6 месеци пред таа криза во 2001 година, убедливо сите поголеми македонски градови. Овој Груевски не е Лјупчо Георгиевски, ни овој Заев не е Црвенковски,
Ситуацијата може би малку наликува, што ќе се случува? Прво не ми наликува многу на 2001, затоа што тензиите и инцидентите или конфликтуозните ситуации се изместени. Значи, независно што се случуваше пред 2001, сепак тој гапот помеѓу албанската и македонската заедница постоеше и тогаш и беше присутен. Така да, сега тој гап е изместен, е и интраетнички повеќе, отколку што е меѓуетнички. Секако незадоволството постои меѓуетничко, но не е од албанците. Апсолутно. Кои се незадоволни можеби од своите албански политички партии, Ермира Мехмет излега или албанец премиер, можеби на вас мисли вие, ако имате како Каванковска нема многу кои не се истрошени, кои не се несакани за двете страни. Не верувам дека на мене мислела, пошто немам ја политички аспирации. Не мислела на вас. Тоа го дефинираме. Не верувам дека мислела на мене, но сакам да кажам дека сега тензиите и конфликтот се изместени. Значи ми имаме голем јас помеѓу двете страни, условно речено политички кај македонската заедница. Немаме само политички, имаме културолошки, на некој начин етнички, и тие тензии се тука присутни. Кај албанците постои незадоволство и процентот на незадоволство со најголемата владина партија е максимално негативен од 90-та па наваму, а ние сме поминали с потешки периоди. И во 91-2 вие знаете кој вокабулар се користеше, но степенот на незадоволство не бил лукав, повеќе се ориентираат врз економијата и економските прашања. Значи не е тоа нешто што генерира меѓуетнички тензии, тоа генерира незадоволство и несакање, не меѓуетнички тензии. Мислам дека капацитетот овој проблем или овој грч кој сега го имаме да генерира нешто меѓуетничко е минимален. Секако дека тоа може ако се инструментализира, но не верувам дека имаат нит капацитет, нит можности тоа лесно да го изведат. А со големи напори, големи финансии, све што може да се изведе. Вие може да направите инциденти во Швајцарија, па да тоа, ако се искористат околности, се зголеми. Но верувам дека неисплативо е во моментот сега да се направи тоа, пошто не се констелациите такви да тоа брзо например се експлодира во нешто поголемо. Минатата недела слушнавме една поприлично интересна политичка изјава, дадена од устата на специјалниот представник на парламентарното собрание на ОПСЕ за Југоисточна Европа, господинот Роберт Батели. Јас ќе цитирам таа изјава, бидејќи е поприлично интересна и можеби фрла светлина на целата ова политичка ситуација. Тој вели дека македонските политичари или ги повика политичките лидери на Република Македонија да дејствуваат на одговорен начин во интерес на граѓаните и поширокото соседство. Потенцирам, поширокото соседство. Не вели соседните држави, туку поширокото соседство. Поширокото соседство може да биде Романија, може да биде Хрватска, може да биде Италија, може да биде Австрија. Ќе видиме што на крајот ќе покаже истрагата. Фернандо, како оди тој притисок за неупотреба на сила воена во рамки на конфликтот 2001 година? Са човек отстрана ги гледа работите, а и во сите кризи, не само македонската, генерално меѓународната заедница ви остава некаде 2, 3 до 4 месеци сами да го решите проблемот. И ако веќе не успеате сами да го решите проблемот, тогаш исценираат одреден друг проблем внатре, преку кој ве принудуваат да седнете на маса. Во конкретниот случај 2001 година, например, тоа беше Арачиново. Сега имаме исто некоја ситуација која имаме политичка тензија, пак оставаат некаде 2, 3, 4 месеци сами да го решиме проблемот, на крај веројатно ќе се вклучат во некоја форма поблага или потврда. Но како оди принципот, како таа меѓународна заедница делува, да речеме, во едни такви, ајде да речеме, кризни ситуации, еден кризен менеджмент, како ве натерува да седнете на маса, например? Па, едноставно ќе ги видиш состојбите на теренот и ако си политичар, ќе бараш мирно решение. Да се запре со насилството, да се запре со крвопроливањето, бидејќи тоа остава трагови после кои не се бришат. Многу тешко се бришат. И во такви случаи, ако не си спремен за компромис, кој ќе седне на спротивната страна? Со кого ќе разговарате? Ние разговараме тој со меѓународната заедница. Тие беа главни и легалните представници на албанците во Македонија кои беа во парламентот. Така беше. И сега беше така.
Дали вршат притисок, да речем, врз некои играчи Трајковски, да нема употреба на сила, дали вршат притисок, не знам, Бучковски тогаш, ко министар за одбрана да прави одредени минирање можеби на македонската позиција. Тоа може да го знаат, јас се сеќавам за Бучковски. Ние имаме сигнали од генералштабот, таму кај Трајковски кога се седававме, дека масовно млади луѓе наоружани од разни краишта одат во Арачиново. И имаше идеи генералштабот некој да се тоа спречи. Главните дотоци од каде идат да се затворат и да се спречи тоа. Меѓутоа, тогаш Бучковски тоа не го прифати. Сигурно он имал други информации, ја не знам што било, ама тоа не го прифати. После кога се насобраа многу во Рачиново, тогаш веќе мораше се решава на овој начин како се обидува да го решат. Меѓутоа, тоа објаснување беше дека Рачиново е многу близко до Скопје, може да ги затворе комуникациите кон југ, кон север и рафинеријата е било на мета, па дури и собранието. Така да, затоа е и почната таа акција во Арачиново, да се елиминира како тачка. Меѓутоа, после се развија поинаку работите. Тоа очекувате сепак една политичка криза, можеби слична на таа во 2001 година. Не би сакал да има исти след на настаните. Таму беше афера со прислушкување, па одредена безбедносна криза, па на крај имаше рамковен договор. Сега имаме се уште само една политичка криза околу ова афера со прислушкување, иако имаше нели одредени пробни балони албанец да биде премиер од Ермира Мехмети. Што очекувате, ќе остават да се доразвие кризата или ќе решават пред таа да експлодира? Јас мислам оти вака како што тече ова наша криза, веќе наскоро нема да биде само наша, туку ќе ја чувствуваат како опасност и некои од соседните земји и дека ќе прерасне во еден вид регионален феномен. Тогаш ќе биде многу потешко решението за Македонија, а ќе биде решена кризата за Македонија, тогаш ќе биде многу потешко. Многу поедноставно е ако македонскиот фактор, македонците и албанците сметајќи ги заедно тука сега, на време побара, бидејќи сами не можат да очигледно ни да седнат заедно, а не па да го решат, да ги решат проблемите, на време да побарат да така меѓународно посредништво кој ќе им помогне да се најдат патиштата. Прво ќе помогне тоа посредништво да се именуваат појавите такви какви што се, а не да ги гледаме ние еден како ги вика, па од другиот гледаме нешто сосема спротивно и така натаму. Така да мислам оти веќе така малку се касни со доаѓање на нашите пријатели од странство да помогнат овде. Мислам оти они премногу се обзирни и чекат да бидат поканети. Гледам сега изјавите на председателот на Република. 2001 година Трајковски ги покани, председателот на Република ги покани. И сега може да е најдобро пак Иванов да ги покани. Меѓутоа он сега вика оти он не знае дека има некоја криза овде. Никој не му рекол, па него ни вика ни Советот за безбедност. И реко веројатно во Советот за безбедност има некој кој ќе му рече дека ајде бе побаре, нека ни помогне некој. Али сега е сосема е друга структурата на сегашното државно руководство. Мислам оти сега многу помалку тие воопшто мислат оти ако тие не им одговара да има криза и ќе викат нема криза. Мене посеќава на една состојба то Крајгеровата комисија кога бев и јас таму, таа пред последните години, 86-та година, и таму Крајгер ја водеше, Сергеј Крајгер ја водеше комисијата и вика, немојте да зборувате за криза, нема теорија за криза во социјализмот. Ја му управи, нема теорија, ама криза има. Треба да направите објаснување, треба да се соочиме со таа криза и така натаму. Така да и сега ние имаме криза, ама не ја прифаќаме, не признаваме. Игнориски не признаваме оти има криза. Кризата тоа сведува само на злоупотреба на функциите во парламентот што не идат пратениците на СДС таму, а и друго што Заев правил пуч и така натаму. Работи кои
многу еднострано гледање на кризата и многу ограничено гледање на кризата е. Он председател на влада мора да знае што значи наша сегашна криза. Земјата се тресе, нека не се играт. Тоа е опасна ситуација и ние се лизгаме понатам. Една институција не вреди, друга институција е дискредитирана, трета институција е дискредитирана, нема верба во никого во државата, во институциите. Што поголема криза сакате? Треба да се пресече таа работа, да се седне и да се расправи, да се расчисти. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Изворска во нова екоамбалажа. Сега со подобро сочувана свежина. Драстично намален пластичен отпад и лесно рециклирачка за секој корисник. Од природата за природата. Изворска од Кожувчанка. Ова беше емисијата во Центар. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме идниот вторник во истото ова време. Пријатно вечер. Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов.